civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден и добро дојдовте на уште една од низата панел дискусии во организација на Цивил со темата за денеска младите и европските вредности. За наши учесници денеска ги имаме Билјана Арсовска, комуниколог, Андреј Стојковски од Националниот младински совет на Македонија и Билјана Стојчевска од Младинскиот сојуз Крушево. Панелот е дел од проектот Европски перспективи, кој Цивил го спроведува со поддршка на Министерството за надворешни работи на Република Германија од април оваа година. Добар ден Билјана, добар ден Билјана и Андреј. Андреј, јас би почнала од тебе, како единствено машко на дебатава. Колку младите се запознаени со европските вредности? Според мене, младите луѓе се запознаени со младите вредности, не само што се запознаени, туку младите луѓе веруваат во нив, младите луѓе ги применуваат европските вредности при нивното живење. Односно би рекол дека поголемиот дел младите луѓе секако има нека мала бројка младите луѓе кои што можеби не се доволно запознаени или не знаат дека вредности што ги применуваат се толку европските вредности и сметам дека првенствено треба да се посвети големо внимание на оваа тема за да изврши имплементација на европските вредности и со тоа младите да ги применуваат целосно европските вредности. Се слушаме? Да, одлично се слушаме. Сега е добро. Докај заставам. Тоа е накратко. Билјана, како Младинскиот сојуз од Крушево ги запознава младите со европските вредности? Како работите вие на оваа работа? Здраво, Касита. Здраво. Ја се надевам добро ме слушате. Мислам, ова е најпопуларната реченица во последните 15 месеци. Дали добро ме слушате или не да слушате? Мило ми е што не поканивте на оваа дискусија, дебата. Благодарам за можноста. Младински сојуз Крушево можеби ние повеќе од 20 години зборуваме гласно и јасно на темата младите и европски вредности. 19 години, оваа година ќе биде 19-та конференција која што се вика, јас ќе го кажам името на конференцијата на англиски јазик, затоа што така е попрепознатлива. Се вика European Values for the Future of Southeast European Countries и е една од најзначајните настани на оваа тема, млади и европски вредности. Ние на овој настан не зборуваме за ЕУ како институција и зошто е важно младите да треба да се стремат кон евроинтеграција на нашата земја и на регионот, туку зборуваме како баш овие вредности да се промовираат меѓу младите луѓе и истите да се имплементираат, отпосле како понатаму да се стремиме кон евроинтеграција. Јас не за џабе сум тука, сите овие фолдери во горниот дел што сте позади мене се од таа 20 годишна работа на Младински сојуз во оваа област, млади европски вредности и меѓутоа она што не може да се види и да се чепне онака како што вие сега го гледате е тоа што имаме една голема мрежа на млади луѓе, алумни мрежа од 16 држави, која што баш представува они се мултипликатори на тие европски вредности за кои што ние зборуваме во Крушево секоја година во септември. Тоа е еден аспект во кој што Младински сојуз Крушево работи. Друг аспект е ние се трудиме преку сите наши проекти да ги промовираме и практикуваме овие европски вредности, така да флекшип програмата на Младински сојуз е младите во евроинтегративните процеси и европските вредности и младите. Верувам дека кроз дискусијата ќе разменам уште искуства, така да не би должела повеќе. Ти благодарам. Билјана,
Дали општественото или политичкото обкружување во нашава држава отвара можност за негување и за промовирање на европските вредности, или напротив повеќе ги охрабрува младите да ја напуштат државата и можеби среќата да се ја побараат на некое друго место? Така, за ова би рекла, најпрво би спомнала дека имав можноста да студирам и да живеам во Европа, во европска држава, односно во Словенија. И би кажала дека одговорот за ова е односно би ги поттикнала младите да негуваат една позитивна перцепција, перспектива за можностите кои што ги имаат и за општо за својата кариера, за тоа како можат да растат. Ова го кажам бидејќи во текот на тие 5 години кога живеев во Словенија поминав низ некои фази кои што би рекла дека на почетокот бев малку, тоест тотално бев под влијание на обкружувањето, сепак бев многу млада, 18 години, и лесно ми влијаеше околината дека е тешко во оваа држава да се просперира, да се избориме со оние пречки кои што ги има, кои што сме свесни дека ги има, но тоа беше, како што кажав, првата фаза. Тогаш ми текна дека тука беше шарената револуција, се случуваше, свесни сме што се претрпевме тој период и беше многу демотивирачки за младите. Болеше да го гледам тоа таму. Сепак со текот на времето човек сум кој што сака да руши такви стереотипи, такви генерализирања, така што верувам дека со дигитализација, со глобализацијава, дека имаме можности да растеме, дека треба да веруваме дека дури со мали чекори да не гледаме како нема оправање и тоа е тоа. Треба да се бориме, мали чекори, секој од себе да појде и дека само, колку и да звучи клише, во нас младите иднината, така што со такво едно пркосење на тие ограничувања дека нема тука можност за напредување, пиши пропало, нема ништо да направиме. Заради тоа сметам дека секој треба да појде од себе со позитивна мисла и дека да, на крајот денот имаме можности за да напредуваме и да направиме нешто повеќе и да си обезбедиме една поздрава средина и поубави можности за напредување. Билјана, дали сметате дека истото прашање, дали политичкото обкружување и општественото во нашава држава ги мотивира нашите млади да останат тука или да се заменат во странство? Какво е мислењето на Младинскиот сојуз во Крушево и младите кои што работат таму на оваа тема? Јас сум, како да кажам, голем поддржувач на младите луѓе. Јас, за разлика од младите луѓе, јас верувам дека младите се сегашноста, освен што се иднината. Мислам, сигурно треба да веруваме дека тие се иднината, ама јас верувам дека и се сегашност. И сум силно убедена дека ние го креираме тој контекст, ако зборувам од агол на младите, дека младите го креираат тој контекст за можности за негување и промоција на европските вредности. Јас би рекла, ајде ние што правиме за младите луѓе да можат да ги развиваат, промовираат, негуваат било како овие европски вредности во нашиот контекст. Ние како организација, вие како медиум и како организација, сите заедно, младите луѓе од НМСМ, сите заедно што правиме. Бидејќи сум убедена дека доколку независно од од кој аспект ние сакаме да се доближиме до таа Европска унија. Ние прво треба овде да почнеме да се сакаме самите себе, да веруваме во нашите вредности, да веруваме во вредностите на регионот и такви силни, здрави, мокини, да кажеме дека имаме што да ви понудиме и треба не треба да не примете, туку ние сме ви корисни во вашата унија. Ако им по мене,
и јас вака секојдневно работам, не само јас и мојата организација, нашата организација Младински сојуз, ги влијаеме младите да тие се двигателите на европските промени во нашето општество. Убедена сум дека младите луѓе, има еден голем податок по последната студија на Фридрих Еберт фондацијата, за студијата за млади на Фридрих Еберт фондацијата, она е 2018-2019 студија, каде што огромен процент на младите луѓе сакаат да живеат надворот од надворот дома, надворот нашата земја. Тој кога велам огромен процент, можеби е над 80%, а меѓутоа на прашањето во истата оваа студија, дали никогаш сте живееле надвор од било која европска земја, таму каде што посакуваат, младите луѓе немаат живеено во европски, младите луѓе од Северна Македонија немаат живеено во европските земји. Што значи не е дека нашиот општествен контекст не е европски или не е во духот на европските вредности, туку гаиме ние како општество во главите на младите луѓе дека ние не сме добри, туку таму некој во Западна Европа е многу подобар од нас. Јас не велам дека сме совршени, нити мислам дека сме совршени, затоа граѓанскиот сектор има секој ден многу активна работа. Треба многу да работиме за да имаме општество базирано и основано и во секојдневието да ни се тие европски вредности кои што јас толку многу ги спомнав денеска. Меѓутоа, не е дека немаме квалитети и не е дека не можеме да направиме можности за младите луѓе сите заедно. Убедена сум во ова, сакам да верувам. Мислам, личи како бајка, свесна сум, знам во кој општествен контекст живеам, ама доколку не пристапиме на овој начин кон младите луѓе, ние свесно ги втурнуваме во други општества кои што како не се совршени. Така да, ние работиме со овој пристап кон младите луѓе, ги убедуваме да бидат продуктивни во своето општество и каде и да се во светот, да бидат продуктивни, да прават позитивни општествени промени и да се стремат кон промоција на тие вредности кои што ние ги кажеме, толеранција, солидарност, меѓусебно почитување, демократија и така натаму. Дали ќе успеат во тоа е веќе друго прашање. Андреј, колку Националниот младински совет ги охрабрува младите да ги промовираат овие вредности? Не ве слушам добро, але може да... Се слушаме сега? Да. Да, подобро е? Да. Прашањето ми беше колку и на кој начин Националниот младински совет помага во промоција на европските вредности во контекст на младите. Како се охрабруваат младите за почитување на овие вредности? Првенствено, Националниот младински совет е како организација, како тело, е составено од млади луѓе кои што првенствено би требало да веруваат во европските вредности, па и самото негово заснување се заснова на европските вредности како што е демократија, солидарност. И Националниот младински совет постојано работи на промоција на овие вредности. Во однос на тоа што Младинскиот совет работи на овие вредности, освен што поддржува и промовира особено работа на организациите членки кои што членуваат во Младинскиот совет, исто така Националниот младински совет има работел на гаранција за млади, која што првенствено како идеја, како концепт е формирана некаде се појавува првпат во 80-тите и 90-тите години во Скандинавија и во Финска, за потоа да почне да се развива во Европа, околу 2012 година да се разговара во Европа, односно тоа е концепт кој што се разговара за како да се помогне младите до 25 години да можат полесно да се вработат. И Националниот младински совет како партнер на овој проект има работел заедно со владините тела, кај што неговата функција е поддршка, односно потоа и да мониторира имплементацијата на самиот проект, односно да ги поддржува младите во овој концепт. Исто така, Националниот младински совет
постојано нели работи иницијативите, односно како што пресно кажав е заснован на и самото негово формирање е засновано на европските вредности. Што мислите за сите? Колку образовниот процес кај нас во нашава држава придонесува за европеизација на младите? Било кој. Можам да започнам јас како млад човек. Првенствено се слушаме така? Да, се слушаме. Првенствено би кажал дека нели најголемо ќе се родиме, најголемо влијание освен семејството, имаме од образованието и поголемиот број од нашите перцепции за согледувањето на работите ги истекнуваме токму образовниот систем. Јас би кажал дека образовниот систем не е многу адаптиран на промоција на европските вредности, бидејќи еве јас имам 21 година, така да скоро завршив, пред 3 години завршив средно образование. Како европски вредности ја немав прилика директно да се сретнам во образовниот систем. Единствена прилика ми беше кога почнав да волонтирам, односно кога почнав кога влегов во неформалното образование. Така што сметам дека треба во формалното образование да се посвети повеќе внимание на европските вредности, бидејќи имаме ситуација кога голем дел младите луѓе воопшто не си ги знаат ни своите права, бидејќи односно треба да се посвети повеќе внимание на овие работи. Еден добар пример што можам да го дам од моето образование на часовите по социологија, иако директно не ги спомнувавме како европски вредности, имавме прилика да учествуваме да учиме да дебатираме на различни дебати, односно учевме на демократија и така натаму. А исто така би сакал да напоменам дека и младите луѓе во оваа ситуација имаат и клучната улога за промоција на овие вредности, иако во текот на ковид кризата често бевме напаѓани како младите луѓе да се главните виновници за шењето самиот вирус, но исто така можеме да кажеме дека младите луѓе играа клучната улога со тоа што имаше многу волонтерски акции на помагање на постарите луѓе, односно купување на мирници, потоа имаше кампањи на социјалните медиуми, односно накратко би кажал дека треба европските вредности се промовираат уште во формалното образование, бидејќи не секој млад човек има можност, односно можеби нема му дозволи неговото обкружување да дојде до неформалното образование, каде што повеќе би се запознал со европските вредности. Може јас? Повторно сум аутсайдер, да кажам, во случајов, ама сум свесна за високото образование, за образованието, сепак средно завршив тука. Треба многу да се работи на системот, но повторно ќе дадам еден оптимистички поглед. Тоа е дека, и тоа е нешто што секогаш кажам, дека во Словенија научив да учам всушност, бидејќи не е се во она што го имаме во скриптата, туку многу повеќе се стремеа да не научат да го разгледуваме материјалот, но критички да го проучуваме всушност. И многу не учеа всушност неформално да се едуцираме. Имав предмет со многу комплицирана професорка, каде што не можев да го положам, да ја кажам една ситуација. Учам скриптен или научена тука дека тоа е, учиш материјалот, не поминував, како немаше ни шеска да оствари. И се дури не седнав и не го проучив материјалот, како што кажав, критички, и не ја погледнав големата слика, и во поглед беше со медиуми всушност, не беше доволно само да го научиш материјалот, туку сака од мене да видат која е мојата критика, кој е мојот поглед кон тој материјал. И мислам дека тоа треба да биде пристап и дека на тој начин само би се снашле во оваа нашава ситуација тука со квалитетот на образовниот систем, дека веќе имаме можности, навистина многу можности сами да се доедуцираме, бидејќи веќе тажно е, но секој добива диплома, вака или онака. Јас учев многу повеќе таму, за разлика во споредба со моите другари и другарки тука,
но мислам дека тоа што е клучно и сум среќна дека имам и тука врсници и познаници кои што иако тука се едуцира се многу паметни, многу квалитетни луѓе, затоа што како што кажав беа гладни за повеќе, а има можности, значи има толку многу курсеви сега, има толку многу платформи каде што можеме да се надоградуваме и дека не треба да ни е изговор лошо ни е образованието и тоа е тоа. Не, значи можеме да се надоградуваме константно доколку сакаме и само мислам дека само тоа е уствари уште една карактеристика што викаме она европски вредности да растеме, мислам дека и тоа е еден добар старт за да почнеме и тие да ги имплементираме. Во однос на образованието и европските вредности во нашето општество, јас би идентификувала многу зависи од повеќе елементи во самото образование, во самиот систем. Меѓутоа има многу интересни примери на наставници, учители, како год да ги крстиме, кои што иако функционираат и работат во таков систем кај што ние сите не го почитуваме доволно тој образовен систем, знаат како да ги пренесат тие европски вредности на своите ученици или студенти. Ние со таквите луѓе секојдневно се консултираме и советуваме за понатамошно наше работење со младите луѓе. Значи, ајде да тргнеме од тоа дека во нашиот образовен систем, таков каков што е, не е доволен за да имаме добра европска младина во нашата држава, значи треба да се стремиме кон по-модерен, кон по-европски, кон по-ориентиран кон резултати образовен систем. Ние имаме одлични примери и на млади луѓе и на кадар кој што работи со тие млади луѓе на тема европеизација на младите европските вредности. Според мене многу зависи од нас. И еве и сега укажувам на тоа и во образованието, дека многу зависи од сите сегменти. Че многу е важно да се дадеме да одговорно ја работиме работата која што ја работиме таму каде што се наоѓаме. Значи, ова е еден апел до наставниците, до учителите, до наставниот кадар, дека иако функционираат во еден систем кој што не е насочен комплетно кон европеизација на младите луѓе, они имаат одговорност да ги пренесат тие, затоа што живеат во такво време со овие европски трендови. Имаат одговорност да ги пренесат на своите ученици, студенти, тие европски вредности. Од друга страна, ние како невладини организации, ние исклучително работиме на неформално образование на младите. Не треба да го исклучуваме од процесот на образование на младите. Значи, треба да се комплементира, да бидеме заедно да действуваме кон европеизација на младите, и формалното и неформалното образование, и сметам дека многу невладини организации и дека како добро се работат за поттикнување, за образување на младите луѓе во тој европски дух во нашето општество. Она што е важно е, што јас сум го идентификувала, е дека треба да синхронизираме заедно работата во овој процес на неформално образование, а од друга страна да ги идентификуваме и промовираме тие позитивни примери во нашиот образовен процес, да служат како пример, како рол модел за како другите сите ние треба да го градиме тој образовен систем. Така да има критика во моево размислување за европеизација на младите луѓе низ образовниот систем, ама верувам дека имаме добри кадри, добри примери да можеме да го спроведуваме на најубав начин, на најпродуктивен начин за нашиот контекст. Да се надоврзам на тоа што Андреј го кажа преска, дека младите се клучен фактор при промовирањето на европските вредности, дека европските вредности треба да почнат да се учат уште од најмала возраст. Што според вас сметате дека треба да се направи за да се подобри оваа промоција? Дали тоа да почне од професорите или можеби од некое друго место? Јас секогаш оставам предност на младите луѓе, така да за тоа чекам вака трпеливо.
Ајде, може јас да почнам. Првенствено, како што и кажав претходно, значи за како ние ќе се зградиме како личности, за нашите перцепции за општеството, за нашите видувања и нашите сваќања. Првенствено најголема, што би рекол влијание има првенствено од дома, семејството, па потоа следно доаѓа образованието. Така да сметам дека уште во основно образование имаме, мислам дека имаме премети општество, граѓанско образование. Треба да се особено се посвети внимание на промоција на овие вредности. А исто така, според мене, клучен фактор е, како што и спомна Билјана, соработката помеѓу формалното и неформалното образование, за да може да се комплетира една целосна слика. А исто така, најважно според мене е да може да ги научиме младите уште од најмала возраст да зборуваат за своите права, да се борат за зборуваат за своите права, да се борат за своите интереси и да може да ги вклучуваме во процесите кои што еве конкретно за европски вредности, па и сите останати процеси. Односно да развиеме кај младите нивната желба за промена. Да ги научиме дека промената почнува од нив, почнува со тоа што тие ќе кажат дека треба да бидат глас, дека не треба да чекаат само дека промената ќе се случи случајно, дека ќе настане без ништо. Јас сум следно. Сосема се согласувам со најмладиот. Дефинитивно се е поврзано. Мислам дека ако земеме во обзир колку време поминуваме во својот дом и потоа колку време поминуваме на училиште или во образовниот простор, тоа е најголемиот период, всушност најголемиот дел од времето таму го поминуваме, така што дефинитивно се овие тие установи каде што ние како сунгер абсорбираме уште од најрана возраст. Така што потполно се согласувам. Повторно ќе кажам, да, семејство, формално образование и околината во комбинација со она што е надворешно едуцирање, спознавање, односно неформално едуцирање, информирање. Дали постои европска иднина за младите во нашата држава? Може, Ирина, јас да продолжам тука. Дали постои, јас би рекла, може да ти го преформулирам прашањето. Што ние правиме за европска иднина за младите луѓе во нашата држава? Еве, јас на такво прашање можам да одговорам, затоа што чувствувам одговорност кон градење на таа европска иднина, кон колегите ми се во канцеларија, па заедно дискутираме на тема европски вредности. Дефинитивно, од секојдневното наше действување на сите елементи во нашето општество зависи европската иднина. Јас би стартувала од тоа што Младински сојуз работи секој ден за да има ваква европска иднина за младите луѓе во нашето општество. Прво, ние сме силни верувачи во таа европска иднина. Така да, постоела, не постоела иднината надвор од нашиот екосистем на Младински сојуз, ние внатре се веруваме. Нема друга иднина за нашето општество и за младите луѓе. Постои за нас само европската иднина, така да во нашиот екосистем, кога ќе влезат младите луѓе, почнуваат да веруваат во таа европска иднина. Таквото секојдневно действување за европска иднина не носи кон европска иднина во нашата земја. Со ова не кажувам дека не постои, туку кажувам дека треба да работиме секој од нас кон таа европска иднина. Или ајде да ја крстиме кон подобра иднина за младите луѓе во нашата земја, во нашето општество. Меѓутоа, добар е предзнакот европска иднина, затоа што се базира на супер вредности, како што кажа. Ирина, јас поздравувам Ирина ова што Цивил денеска го работи, што ги става заедно на исто место младите и европските вредности. Вакви
панели, вакви дискусии, вакви разговори, вакви седенки се потребни многу често. Затоа што младите луѓе од толку многу што медиумите, политичарите, па не знам, сите ние, ајде се земам јас за одговорност, зборуваме за Европска унија како нешто таму недостижно, сега уште понедостижно. Секој ден станува понедостижно како систем. Не само што ги оддалечуваме, туку недостижно е за младите луѓе. Таа Европска еднина се гледа како недостижна. Затоа мислам дека ние треба овој концепт, или оваа еднина да му ја ставаме блиску до столчето. Тука, меѓу вас две, да биде Европската еднина секој ден, тогаш ќе ја имаме. Ако не да ја посакуваме како нешто невозможна мисија, туку како дека од нас зависи таа Европска еднина, ова е моја мисија, ајде да речам, секојдневно да работиме заедно во ова поле и така после тоа ќе си веруваме дека ние си ја имаме таа Европска еднина, независно дали сме помеѓу Грција, Бугарија, Албанија, Косово или сме помеѓу, не знам, во скандинавскиот регион. Ме разбирате? Потполно се согласувам, не би додала ништо во интерес на времето и менјачката се покри. За крај би сакала да ве прашам сите тројца, како ја замислувате земјата во наредните 10 години од аспект на европските вредности? Дали ситуацијата би можела да се подобри или би останала на исто место? Може прво, иако си најмлад? Јако. Благодарам. Многу ми се допаѓа што целава панел дискусија ја тераме во позитивна насока, наместо да кукаме, и мислам дека тоа е клучот за во наредните 10 години да биде подобро. Имаме можности, се ни е тука, се ни е во главата, во нас е моќта. Убаво кажа мојата именјачка уште еднаш дека треба почесто да се случуваат вакви работи, да зборуваме гласно за ова, да не биде само политика и проблеми и нема излез. Да, оптимист сум дека има надеж. Како што кажав, сепак е ова дискусија за младите, со кој што сум обкружена и сум среќна за тоа што се случува, за тоа што, како што кажав, има капацитет, има свест кај младите и мислам дека сите се движиме, мислам сите, не генерализирам, но повеќето, односно тие што сакаме поубава иднина, се движиме по тој пат да смениме некои работи на подобро, почнувајќи од себе, затоа што само тоа е начинот, ако само зборуваме се е лошо или се е добро, ништо не се менува, туку стагнираме. Да, тоа би го кажала. Промената започнува од самите нас. Баш така. Во однос на ова прашање, првенствено би рекол, јас сум млад човек, јас верувам во младите. Верувам во младите и знам дека младите веруваат во позитивни промени, односно младите ги практикуваат европските вредности. Како замислам за 10 години, како гледам нашата држава, првенствено би рекол дека идните генерации, односно младите кои што доаѓаат, особено и јас како припадник генерација Z, ние млади веруваме во европски вредности и сметам дека треба ни безкомпромисно да ги имплементираме, да ги носиме во нас, за да можеме да ја креираме некоја таа европска иднина што ја гледаме. Мада европската иднина сме толку ние, не е никој друг, како ние ќе се поставиме како млади луѓе, како граѓани на една држава, ако ние имплементираме и веруваме во европски вредности, тогаш имаме европската иднина. Доколку не веруваме во тие вредности, ние не можеме да изградиме европската иднина, па затоа за 10 години јас сум оптимист и мислам дека со доаѓањето младите луѓе и доколку младите луѓе почнат да ги скажуваат своите мислења, своите ставови, доколку ги вклучат во евроинтегративните процеси, дека бија добиле некоја европска иднина која што
односно идна европска сегашност, за која што сите би рекол сонуваме, односно ја замислуваме и така. Значи клучот за иднината се младите. Благодарам, Андреј. Предпоставувам дека Ирена очекуваш уште од мене како јас ја замислувам за 10 години нашата држава. Јас ќе бидам 51 година за 10 години. Така да сигурно младите уште ќе ми бидат во фокусот, ама ќе имам и стари проблеми уз младите. Мојата визија за нашето општество после 10 години е да биде општество пријател на младите. Европско општество пријател на младите, каде што толеранцијата ќе биде и во тренд, пошто многу сакаат младите трендови, многу ги пратат, каде што солидарноста ќе биде на местото на Nike што е сега, така да пишува стегде по нас солидарност на нас, на сите елементи. Се што ќе носиме на нас да биде со предзнакот на солидарност, каде што слободата ќе биде хит на радио и на телевизија и на интернет и било каде што ќе уживаме во нашето општество сите заедно и кога ние ќе уживаме, ќе уживаат и младите. Така да јас така ја замислувам нашата држава. Голем романтичар сум, знам, немој да ме критикувате, ама ајде, еве, да работиме секој ден на вакво општество пријател на младите. Ти благодарам, Билјана. Ви благодарам на сите тројца што учествувавте на нашата панел дискусија. Се надевам дека ќе имаме уште многу вакви, ќе се дружиме повторно. Јас тука би го завршила панелот во интерес на времето. Ви благодарам што дојдовте. Се гледаме во некоја следна прилика. Чао! Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.